исклучителна прилика и привилегија додека Жан Илиевски е во Скопје, речиси и едва една седмица, поводот и посетата на неговото Скопје, кој што знае да каже често пати дека го сака и го презира во исто време како можеби и неговиот Берлин. Секако мислам дека има доблести и мани, мислам дека секој географско место кое што го чувствуваме, го пулсираме, па особено ако пуштиме некакви животни корени. Меѓутоа, вака ќе дадам само куса најава, вие преку фотографии чисто само да се запознаете куса низ призмата на Жан Илиевски, еден современ македонски писател кој живее во Берлин. Неговото творештво се одликува со, јас би рекол, комплексни наративи, длабоки психолошки профили на ликовите, додека што имав прилика како куса рецензија да прочитам за неговите дела на ликовите, познат е по тоа што не се стреми да ги прилагоди своите теми или стил според очекувањата на публиката. Ќе ме поправи Жан ако грешам, туку остануваш верен на својата уметничка визија, иако не е активен во можеби најчитателските групи, сепак е љубопитен за мислењата на читателите. Во едно твое интервју за Антолог дадено вели: изразвам желба моите книги да бидат екранизирани, иако до сега можеби се уште нема понуда, верува дека филмовите ретко успеваат да го доловат она што книгите умеат, но би сакал да види една друга визија на својот текст. Во однос на преводите, тој сработува со неколку преведувачи на германски и англиски јазик, но само со мали превод доволни за аплицирање кај можеби соодветни издаваштва или литературни агенти. Би сакал да проба и на шпанскиот и рускиот пазар, но потешко се наоѓаат преведувачи кои истовремено се и носители на јазикот од овие земји. Инаку, роден 81 во Македонија, почнуваш да пишуваш на 16 годишна возраст, студираш филозофија и социологија и баш со Ивана вака малку кусот ги читавме некои твои детали од биографијата. 2005 заминуваш во Соединетите Американски држави, таму си прилика 2 години, патуваш во неколку градови, живееш во Њујорк, Њу Џерси, Чикаго, 2007 се селиш во Санкт Петербург, Русија, каде што работиш како трговец со уметнички дела. Таму ја запознаваш љубовта на својот живот. 2010 добиваш стипендија на Слободниот универзитет во Берлин. Потоа, од тогаш натаму заедно живеете во Берлин со своето семејство. 2022 го издаваш својот прв роман Трезност и лудост. Во моментот работиш како аналитичар за шведската енергетска компанија Vattenfall во Берлин. Летата ги поминува во Јужна Европа, од каде што црпи инспирација. Мислам дека е соодветно интро за твоето гостување. Да. Добро ни дојде во Скопје. Добро утро. Кој што сите си го презираме некогаш, си го сакаме, ама на крај си ги пуштаме корените вистински. Да. И од ова кое што го слушавме како дел од биографијата, веројатно со Марко видиме инспирација за прашања на различни теми, веројатно нешто слично како што имаш инспирацијата за пишување или приближно. Сакав да го кажам она со Скопје го сакам и го мразам исто колку и Берлин, да. Откако го напишав, следниот ден почнав да размислувам. Некако е премногу провокантно, можеби ќе ме прашаат за тоа. Да, значи, само сакав да потенцирам дека ми е Скопје исто толку блиско, тоест Берлин е исто толку близок како и Скопје, да? И во таа смисла го сакам и го мразам како и секој човек кој што ми е многу близок, да? Тоест некако што за го тебе знаеш од сите аспекти, да, и да, истовремено ти е и коренот на сите болки и на сите радости, да? Заради тоа, да, тешко ми е кога ќе го видам неубаво и многу ми е убаво кога ќе го видам здраво, да расте и така натаму, И со Ивана бевме така некако во прашалници, кога баш таа те праша зад камери, нели колку време од последното твое посетување на Скопје, ти велиш, многу ретко се случува, веројатно на секои 3 години, а сепак нели воздушно не сме многу далеку со Берлин, и покрај тоа што твојата биографија гледам дека има многу географски положби, интересни турбуленции животни кои што веројатно те доведуваат веќе да бидеш сигурен во некоја своја ново поглавје. Која е причината, веројатно таа болка и радост истовремено која што го чувствуваш за Скопје, меѓутоа која е причината сериозно што може и поради работата немаш прилика да го посетуваш или намерно си го правиш тоа за да видиш, да му дадеш простор Скопје да се подобри во некои своји перформанси со својата заедница на секои 3 години? Како го доживуваш сега по твоето враќање и колку време помина од последното? Така, значи од последното 2 години, но пред тоа речи си 6. Заради тоа реков во просек 3. Да, во просек, да. Да, значи го посетувам, ајде да кажеме, многу ретко и особено откако се отворија овие по ефтини авионски летови, да. Пред се затоа што ми се чини
дојдов во тој период во животот кога предолго бев надвор од земјата и се откоренив во некаква смисла, да. Други земји ми стана многу блиски, да речеме во Русија живеев 4 години, тоа сепак не се малку години, да, тоест дома го зборуваме рускиот јазик меѓу себе, тоест со сопругата и со децата, бидејќи сопругата е од Русија. Да, американската култура, каде што живеев претходно, како и секогаш е премногу присутна, има нешто во дел, како да кажам, во моето срце, исто и за таа култура, иако, да, тоа искуство сепак беше далеку, меѓутоа сега во Германија, 15 години, место каде што ми се случија најубавите делови од животот, тоест ми се родија двата сина, напишав 2 книги, докторирав, 2 работи. Берлин е инспиративен доста за мене Берлин, па да, тој не е многу инспиративен сам по себе, значи за прв пат посегнав да го вметнам како лик, да речеме, во книга, само во 2003-та, тоест ја пишав таа книга 2001-2002. Меѓутоа, многу повеќе ме инспирира Шпанија, да речеме, Италија, тоест југот, што е поприсутно нели во првата книга. И во таа смисла, кога човек има само 30 слободни денови во годината, да, секогаш сакаме да патуваме некаде што не сме го виделе некое место, така? И да, во суштина тоа беа патување во Европа, пред се на југот, значи, да, се разбира, многу ми се допаѓа Мајорка, многу ми се допаѓаат Канарските острови, таму најчесто одиме. И да, од тоа присуство тамо се изродија, да речеме, и овие 2 книги, во најмала рака се голем дел од инспирацијата се самите места, да. Како денес, како доживуваш Скопје, велиш, после некоја пауза од твоето бавење? Да, значи ми треба да се... Разубавено ти е или... Малку е, значи, не би рекол разубавено или разгрдено. Тешко ми е да направам слика, ми се чини дека е она што американците го викаат patchwork, тоест има места каде што очигледно се вложува и да речеме убав дел од тој пазл, има убави згради. Како квартчиња можеби. Така, да, меѓутоа измеѓу се оставени многу катчиња кои што навистина изгледаат недопрено. Тоест, како да некогаш сакало тука некој да инвестира, нешто да се направи, меѓутоа ми изгледа како да не се планира централно и тоа е многу негативно за развој на еден град. Еве го споредувам на пример со Сантиаго де Чиле, да? Исто секој 6-ти најстрашен, да кажеме, од посилните, не знам која беше според Рихтеровата скала. За земјотресите баш читавме во тоите изјави. Да. Значи, секој 6-ти најсилен земјотрес се случува во Чиле, да? И Сантиаго е многу пати разрушен, меѓутоа од централниот план може да се види дека нема делови кои што се заборавени, тоест градот изгледа како целина, меѓутоа кога ќе се качиш многу високо, навистина потсетува многу на Скопје, да, во таа гледна точка. А меѓутоа Скопје за мене не е само урбаното, да, тоест повеќе што тука сум доживел како мало дете, сето тоа, да речеме, се прелева во книгите, тоест тоа се емоции кои што се некако заглавени во мене, кои што да, немаат врска со современата политичка или урбана ситуација, да речеме, во Скопје, и во таа смисла ми е толку драго и не може да престане да драго. драго. Како духот на градот кој што го има, нели, иако можеби и тоа низ времето доживува трансформации, но видиме како човек кој што во различни делови од периоди од својот живот живел во различни делови од светот и запознавајќи се со различни култури, нивен начин на живење и се разбира култура на живење практично, кога ќе дојдеш во Скопје така одвреме навреме, кај луѓето што забележуваш. Едно е значи во самиот град, ако зборуваме за тоа, но друго е кај луѓето во однос на нивното расположение, во однос на начинот на кој што функционира, дали се променило или кај тебе тој впечаток од некогаш и денес. Како една рефлексија. Да. Не би рекол, значи зачудувачки е колку луѓето се љубезни наспроти тоа што го доживуваат, ајде да кажеме споредбено, да. Германците се исто познати за тоа дека љубат да се жалат, иако да кажеме кај нив речиси се одлично, да, значи
тоа што ми се допаѓа, како што реков, е дека луѓето и понатаму се љубезни. Тоа се приметува од самиот влез во авионот, во стюардесите, да кажеме. И колку да, се приметува таа добрина и едноставен начин на обраќање кон другите. Тоест нема формалност. Тоа навистина многу ми треба некогаш, да. Да, меѓутоа луѓето баш вчера се сретнав со соседка, 25 години се немаме видено отприлика исто, откако да речеме го напушти в Скопје. И ми вика, ете, сепак остана во Македонија, убаво ми е тука. И не знам како успеав. И повторно ја почнавме таа тема за како луѓето се жалат и така натаму, но ја викам, сепак штом има толку луѓе кои што сепак ти се драги и останале тука, значи можеби и не е толку лошо и не треба сепак да го потенцираме секојаш тоа дека па тука никогаш политиката не се грижи за граѓаните и така натаму. Или секогаш мислиме дека на друго место е по... Или секогаш мислиме дека е по... Да. Жан, Берлин има, секој пат велиме некако, барем еднаш го посетил и вистина една силна интернационална заедница. Дали таму мултикултурност влие токму на пишувањето и ако да, како може? Бидејќи тоа ќе говориме, ќе потсетиме дека во рамки на разговорот сигурно ќе имаме еден куп прашања, ќе може да вклучиме и некој од нашите гледачи. Имаме доста луѓе кои што сакаат убав пишан збор, па така што ќе наградиме две од твоите четива наслови кои што ги имаш во различни епохи и етапи животни и напишано. И во една реченица го нарекуваш градот романтичен. Што значи можеби во твоја смисла емоционална, уметничка, секојдневна? Да. Не, значи градот има доживеано многу револуции. Место од 1840-та, ако не се лажам некаде, една од првите револуции во Европа. Значи, од тогаш навака има доживеано многу диктатури, ајде да речеме, да. Но и покрај толку разрушувања, се уште останува многу либерален град, тоест барем моментално е многу либерален град. Левичарски град, каде што секој е добреледен во суштина. Значи се зборуваме и на сексуална припадност и на етничка припадност. Има исто така како што спомена голема интернационална заедница. Еве да речеме во мојата зграда поголемиот број на соседи зборуваат англиски. Тоест ние се обраќаме меѓу себе повеќе на англиски отколку на германски, да? И тоа не е реткост. Значи и според статистиката секој трет граѓанин на Берлин е всушност има барем еден родител од странство, тоест навистина е многу интернационален градот. Кога реков романтичен, значи да, либералниот дел е голем дел од тоа, меѓутоа и тоа дека тоа дозволува да се изразиш на тоа што навистина ти лежи на срцето, да го изразиш. И се исто споменав дека на пример ги има тие катчиња во градот, многу интимни, многу пријатни, кои што се повторуваат секоја леве, да речеме, лето. Го посетувам едно танго школа, да речем, не танцувам, само гледам, меѓутоа се случуваат многу интересни интеракции, да, на луѓе, да, кои што прв пат се гледаат во животот, да речеме, да, меѓутоа е покрај река, има многу убав музеј покрај реката Шпре и луѓето едноставно танцуваат, не се срамат, значи има многу убава релаксирана атмосфера секогаш во Берлин. Да. Тоа е и многу улични уметници, тоа вела дека е градот на уметниците. Навистина, да, има и ми се чини не толку, например, нема многу познати, да кажеме, писатели од Берлин, повеќе во музичката, да, во таа смисла е премногу експериментален, да кажеме, интересен за луѓе од разни земји да дојдат и да го пробаат да го остварат својот животен пат. Потенцијал. Веројатно, ако гледаме вака животот, поделен на повеќе области, фамилиарен човек кој што нели еден дел од или еве ако го делиме на секојдневие, дел од времето поминато со семејството, на работното место како аналитичар споменавме за шведска компанија и останатиот дел препуштање на она кое што веројатно е најголемата љубов, а тоа е пишувањето. Да. И тие работи треба да се балансираат нели и организираат во текот на едно секојдневие.
Не можам јас да најдам сличноста помеѓу, или можеби ја нема, или можеби ти си ја наоѓаш помеѓу аналитичарството или на аналитиката и пишувањето, затоа што едно е да се заработи работа, нели, а друго е да се ужива во тоа кое што е представува наша љубов или за многумина и различни хоби. Како тие две работи ги поврзуваш или јасно ги дистанцираш, па си одвојуваш време, што значи работно време и што значи време за пишување? Живење во Германија, работење за шведска компанија, веројатно според критериуми кои што ги имаат само швејаните. Да. И тоа треба да се прилагоди. Навистина. Да, значи работам за Vattenfall, тоа е енергетска компанија доволно силна на неколку европски пазари. Да, значи аналитичар во Vattenfall и пишување се навистина сосема две различни различен вид на фокус треба, различен вид на креативност. Во секој случај се трудам да сосема ги одделам еден од друг. Меѓутоа, кога добивам инспирација, се трудам сепак да ја преточам во книга. Значи, работата ми е таква да можам да работам од било кое место и во речиси било кое време, тоест е вид на работа каде што треба многу да се вдлабочиш за да излезе нешто од тоа. Тоест нема потреба еве баш сега или за еден час нешто да покажам, да? Тоест таков вид на аналитика е, да. Од друга страна книгите се сосема друг вид на креативност, да. Се трудам секогаш да пишувам, да кажем, или да редактирам, или да контактирам со агенти наутро или навечер, меѓутоа кога се случува во текот на денот не е проблем, да. Некогаш се случува да официјално работам, но всушност пишувам. Да. Значи така се прави таа. Да, некогаш се прави тоа само на викенди, се разбира, некогаш се прави само на одмори, например за Цик-цак куку. Половина од книгата напишав во еден месец додека бев например на одмор и тоа беше како дар од небото, тоест се случи и готово, да. Тоа е веројатно тој период кога најинтроспективно планираме длабоко во себе, веројатно кога зимаш оддишка од секојдневието, од урбаната џунгла и така натаму, веројатно тоа знае да создаде простор за пишување. Велиш во август 2024, минатата година, беше интересно прв пат да се вратам во Америка по 2007, кога го напуштив САД. Велиш, е разошарал недостатокот на етнички елементи во секојдневниот живот, затоа го барав тоа во археолошкиот музеј на Сантијаго. Ова е единствениот град кој што си го посетил и ме потсетува и покрај разликите во размерите на Скопје. Да. Значи, да, тоа е тоа што сега да кажам. Значи, се наоѓа на тоа место каде што се случуваат многу земјотреси, да. И ако не се лажам, последниот посилен бил некаде отприлика и во исто време како и во Скопје, да. Меѓутоа е изграден прилично брзо. Планините околу Сантијаго се високи околу 5 до 6.000 метри. Тоа е меѓутоа чувството е дека сум се качил на водно и го гледам Скопје од згоре како Лего Сити, да, тоест така згради кои што се горе доле еднолични, да. Меѓутоа кога реков дека значи имав желба да видам нешто како Боливија, како Перу, кога веќе бев таму, дознав всушност дека можеби таму требаше да отпатуваме. Меѓутоа во Чиле навистина тие етнички елементи, значи традиционална облека, традиционална храна, например има традиционална храна од Перу. Најдобрите ресторани им се од Перу. Со перуанска кујна. И ако не лажаме, бар пред некој ден имавме во кујната дека баш перуанската кујна од Перу и Еквадор, сопружници кои што се имаат запознаено така баш како ти сопругата во Санкт Петербург, во моментот посетуваат различни географии и земји во светот и вистина вела дека во топ 5 кујните припаѓа Перу. Перу, да. Зашто е многу креативна и фјужен, да, вид на кујна. Меѓутоа има и многу традиционални елементи. Но ми се чини дека не сум таков вид на турист кој што оди за вкусна храна, не за тоа, значи повеќе сакав да видам земјата. Многу ми се допадна Валпараизо, затоа што има многу убав колонијален колонијална архитектура и историја која што сега е целосно запуштена, така да кажам, целиот град.
Меѓутоа, да, не може човека да не се инспирира кога ќе ги види сите тие стари куќи, тие стари улички по кои што се случувало многу што. Да, меѓутоа, ако сакаш нешто да ти кажам во врска со споредбата со Скопје, не? Дека размерите се навистина различни, да, тоест зборуваме за 5 милионски и половина милионски град, да. И во таа смисла да, меѓутоа навистина имаше катчиња како да одаме да речеме во Карпош 4 или во Така те потсетуваат. Да, навистина ист вид на архитектура, тоест модернизам, тоа што било тогаш модерно, да, како и во Скопје. И таа архитектура со која што јас сум растал, да речеме во Скопје, например, малку дури ми не достигала, тоест кога ја видов како да се потсетив малку на детството. На тие Ти прави реминисценција некаква. Да, тоа што сега да речеме се покри веќе, да, кај во центарот на градот, да. Се покри целосно со тие нови фасади и да, тоа е дел од тагата за која што не би сакал да зборувам за овој град. Да, ајде ќе зборуваме за убавите работи, особено за инспирацијата која како што велиш доаѓа ненадено, на секогаш кога доаѓа се користи максимално во однос на пишувањето и создавањето нови дела, за да може нашите гледачи да ни се јават и да ја добијат оние двајца кои што не се јават. Се разбира, ќе треба да ги запознаеме со содржината, иако имаме многубројна читателска публика која што апсолутно го распознава квалитетот и талентот на писателите. Па верувам дека тоа ќе биде и во овој случај. Цикцак Куку е последното дело, односно последната книга од предговорот кој што можев да прочитам. Станува збор, и претходно те прашав нешто што можеби најлошо може да му се случи на еден човек, а тоа е загуба на собственото дете. Поточно се збори за една таква фамилија која што се следи од друга страна. Се допира до тешки теми, до суштината на живењето, која што веројатно на крај секој ќе се разбере пораката на свој начин, но претпоставувам дека тука постојано се провлекува љубовта која што може да излечи или да речеме да биде решение за се. Како најмокно оружје во светот. Да. Да, значи навистина е така, книгата е напишана во стил кој што дозволува многу интерпретации. Дури не се само две преплетени приказни, туку и повеќе. Обично тоа се две, да кажеме, тоа е една постмодернистичка и експериментална литература со која што решив малку да си поиграм. Во суштина може да се интерпретира како да, загуба на детето и да, тоа е како еден вид централна тема. Меѓутоа, покрај тоа се концентрира, еве да речеме, како противтежа на тоа и на полиаморност, како нова форма на љубов, која што да, многу малку се практикува, меѓутоа станува се популарна. Значи, сакав да ги спротиставам тоа што го нареков прелевање на љубовта и на животот, кој што се труди да најде да смисла некаква. Да се пробутне преку камењата, да кажеме, на мртвата природа која што не обкружува, да? Тоест, ако го видиме нашиот космос, гледаме дека ние сме единствените суштества, да кажеме, на оваа планета кои што се живи, кои што бараат смисла, да? И тоа е она прелевање на живот кој што сам се ресоздава, да? Во друга страна пак го имаме постојаното демнење на смртта, каде што да, излегуваш наутро, отидеш да пиеш кафе и можеби ќе те удри кола, да речеме, да? И таа ненадејно демнење на смртта, човек не треба цело време да се концентрира на тоа, не треба да мисли на тоа, да? Меѓутоа се случува, да? И сакам да ги спротиставам хит Final Destination, кој што имаше, нели, од секој аспект кажано метафорично, смртта постојано ве демне. Да, и тоа, значи, сакав да ги спојам тие две да, постојани, да кажем, мотиви и во уметноста, да, љубов од една страна и смрт од другата страна, да. Но можеби што е исто така интересно за оние кои што не ме прочитале е она што јас го нареков поинтилистички стил на пишување, тоест поинтилизмот е доцнежна да, гранка од како се викаше сега, на зборот го бара импресионизмот, да, на импресионизмот, да.
кој што се занимава, го знаете она со точки, сликање со точки. Значи, ако се одземе една точка од сликата, тоест композицијата се уште останува целосно. Така. Да. Тоа е целта на оваа книга. Секој дел од книгата може да се извади и да постои сам по себе. Тоест е всушност многу раскази еден до друг, кои што може да се одземат и суштината се уште ќе остане. Меѓутоа е многу побогата кога секоја точка е внатре, да? Ја целосна кога е. Да. Значи, еден вид експериментална литература во секој случај. Верувам дека гледач или гледачка, не знам кога имаме на линија, ќе го поздравиме во овој момент, ќе ужива во престојната сезона која видиме и како создадена за читање книги, иако за читателите било кој дел од годината е одлична можност. Изборот е секогаш индивидуален, но во овој случај изборот нели се разбира со нашиот гостин го правиме ние и она кое што го нудиме, веројатно ќе ви се допадне, Цикца Куку, и велиме добро утро или добар ден за кого? За Билјана. Билјана, добро утро. Добро утро. Како сте утринава? Добри сте? Да, добра сум. Така, уживам со вашата емисија. Во моментов сум малку на годишен одмор и така ве следам од утрово, така да, супер со вас. Мислам дека нели совршен гостен некако ме баш вака додека сте на одмор. Да, ептен, многу ве слушам така со внимание и многу сум импресионирана од вашиот гостин и од неговата животна приказна, така да толку млада, толку има нели постигнато и прошетано и така, да. Да, и кога велите импресионирана, тој кога говореше Жан сега за импресионизмот, ќе потсетиме Цикца Куку, сакате ова најново четиво или сакате можеби за првото кое што ќе говориме во продолжение на разговорот? Не, тоа баш така, да, тоа што Цикца Куку, мислам така ми се допадна. Ви остави впечаток. Да знаете дека примерокот ве чека во Телма, слободно можете од понеделник од 10 часот до 13 часот во просториите на Телма. Ве чекаме, ќе се поздравиме, ќе си го имате ова уживачко четиво. Така, ви благодарам многу и поздрав и до вашиот гостен и до вас. Ви благодарам, поздрав Билјана, имајте убав ден и благодариме што сте сутринска на Телма и веруваме дека ќе уживате во Цикца Куку, барем од она кое што можевме накратко да го слушнеме, а за вториот гледач кој што ќе ни се јави наскоро, Трезност и лудост. Првото четиво, инаку Жан малку по големо. Големо четиво, да. Еве Билјана ќе има прилика нашата гледачка да ужива, меѓутоа да ја надополниме неа и секако оние кои што ни се наши утрински пријатели, секако за Цикца Куку. Напишана е за време на твојот престој во Тенерифе. Да. Тоа е нели Пуерто де ла Круз, вториот најголем град во Тенерифе. Летото 2021, велиш пост корона, времењата кои што си ги поминал со семејството еден месец во вилата, која несомнено те инспирира да напишеш барем половина. Да. Вториот дел од романот и видиш дека токму е направен или напишан и искреиран токму во Тенерифе. Ритамот, сликите, тонот, што ти беше комбинација од време, емоција, изолација да ја напишеш вториот дел од романот на Цикца Куку? Значи, веќе имав една половина која што беше напишана за Берлин. И книгата се случува во половина во Берлин, или ајде да речеме, да, можеби една половина. Една третина може би исто во Мадрид и исто уште останатото до 100% во Пуерто де ла Круз, да. Значи, местото ме инспирираше многу и откако ги споив двата текста, видов дека тука има книга, да, тоест претходно имав многу неспоени текстови, делот за Берлин и овој дел кој што возникна многу брзо и многу трескавично во Тенерифе. Видов дека навистина можат убаво да се совпаднат. Што најмногу? Значи, пред се ми се чини флората и фауната на Тенерифе. Многу е интересно место од гледна точка на, да, би го нарекол место каде што настанал светот. Тоест има и вулкани, и пустини, и како што велиш, ти си блиску до елементите на природата. До елементите на природата, да, до создавањето на тие елементи, да, тоест и оганот е блиску, и водата е секогаш блиску. Се подпираш може на тој начин на старата филозофија на анимизмот? На тој начин? Не би рекол, не. Меѓутоа, да, може би до некаде, да. Затоа што мене секој пат ми се случува баш како сум на такви елементи природни, да ми се случува баш состојбен анимизам дека апсолутно во се постои свесност и суштина. Да, значи јас сум атеист пред се, меѓутоа не би отишол во таа насока. До таа можеби насока. Да, меѓутоа
дека едно место може да ме инспирира со самото постоење, да, без никакви дополнителни, да кажеме, причини. Имено, да, Тенерифе навистина беше таков случај. Таа убава интересна архитектура која што е нетипична дури за Шпанија, туку повеќе потсетува, да речеме, на јужноамериканската, од гледна точка на тоа дека е премногу аскетска, тоест има многу малку орнаменти и дури не можам ни да се сетам дека сум ја видел, можеби само во Севилја. А има модернистичка уметност самиот град? Има. Не Пуерто де ла Круз не толку многу, а главниот град се вика Санта де ла Круз. Таму има многу повеќе, да. И да, тоа е, значи, тоа место од само неколку квадратни километри, навистина многу ми значеше. Го бев посетил и претходно, меѓутоа овој пат се случи тоа одлично совпаѓање да биде, можеби и тоа чувство на слобода кое што го доживеавме веднаш после короната, можеби цела година не патувавме, ако не година и половина, и навистина сватив колку ми фалело, да, и колку е тоа необично кога човек ќе биде на сосема друго место после долго време. Да. Имаме ние и гледаш за втората книга, иако сакавме малку нели за таа содржина да позборуваме, но ајде да не чека гледачот ќе го вклучиме, па ќе слушнеме што или какво е действието и приказната за трезност и лудост. Ајде да го поздравиме гледачот. Добро утро. Добар ден. Многу интригантен наслов на книгата. Имено. Ке се согласиме. Прилично. Добро утро до сите. Поздрав до писателот. Многу инспиративно за ова Тенерифе за мене, затоа што Шпанија ја обожавам не како држава, него како начин на живење, па можда и менталитет. Кога год сум била таму, секогаш оставаат позитивни впечатоци на мене. Убави узни ви оставаат сите тие спомени. Да. И има на што да се подсетиме. Сега оваа содржина веројатно ќе ми прија мене на душата, зашто ова лудоста малку треба да ја нагласам во иднина. Да. Сакаме да бидеме нели или оно што ни треба во животот е трезвеност како велиме, но јас сум дете во душата и секогаш сакам нешто ново, нешто провокативно, иако сум возрастна жена. Сепак ме интересира темите, сакам да читам книги, многу поздрав до вашата редакција што еве вака успевате да не подкрепите малку и со добра музика, многу ви почитувам музиката. Благодарим. Не знам која бира, дали Марко, порано Марко, мислам дека ја бираше, не знам сега која бира. Доста бе воведен, баш добро што кажете, да. Одлично. Како е вашето име, само не слушнавме? Виолета Ристовска од Скопје. Виолета. Да. Баш ни е драго Виолета. Виолета, ќе слушнете сега во продолжение за книгата која што ја добивате, поточно трезност и лудост, како или каде е действието, како се одвива целата таа приказна, поточно ќе си прочитате вие, но само накратко чисто како вовет или интро за тоа во што ќе уживате во следните денови, ќе се подигнете се разбира од Телма телевизија и ви благодариме што и се јавивте, но и спомнавте нешто. Да не појдете можеби летово вас како темперамент. Благодарам се најубаво. Да не одите можеби летово повторно до Шпанија? Па не, годинава не е планирана Шпанија, годинава имаме принова и мора да питам. Супер, па честитки ќе упатиме, вистина. Честитки уште еднаш, баш ни е драго дека сте со Телма телевизија. Секогаш. Да, ве чека четивото, само ќе споменеме Суивена во Телма, да, од понеделник од 10 до 13. И убаво кажа и Ивана, Жан, ќе те прашаме сега, бидејќи сакаме да успееме да спомнеме малку и нели рецензивно да. Сакам да се надоврзам само на Виолета, треба да секогаш да го зачуваме детето во нас, веројатно Жан и тоа е и кај тебе исто така случај со глед на тоа што таа верзија, детската верзија во секој од нас добро е да остане. Дури нели секоја животна приказна е различна и со различни случувања и предизвици, па дури и кога имаме одредени трауми, сето тоа треба да се трансформира како растеме, но сепак тој детски дел од нас да остане, кој што може да биде прилично инспиративен и за многу работи во кои што во животот уживаме. Ова действие е во Италија, така? Да. На трезност и лудост, веројатно и самиот наслов можеби се поклопува и со дестинацијата или местото каде што се одвива самото действие. Италија земја прилична за многумина и веројатно слични впечатоци се
може да се најдат кај туристите за тоа каков нели впечаток и спомен ни остави Италија, било кој италијанско место или градче кое што ќе го посетиме, а кај тебе беше доволно за инспирација. Да. Значи, откако се пресели во Берлин, живеевме со сопругата тоаш без деца и се уште немавме деца, да. Живеевме на мала стипендија, така би кажал, да. Меѓутоа можевме да си дозволиме да патуваме барем секои 3 месеци во Италија. И тоаш можевме и на други места, се разбира, ама некако Италија беше првата. И отидовме во Рим, во Неапол, во Сиена, Фиренца, Милано, тоест ајде да кажеме сите поголеми центри, потоа почнавме и помалите да ги откриваме. Тосканскиот дел успеавте да го прочитате? Па да, значи книгата се случува во Сиена. Би сакал исто да се надоврзам со детето во себе, да. Во оваа книга има многу детски херои, би ги нарекол, тоест не се главни ликови, меѓутоа нивната игра е многу важна како позадина за тоа што се случува, да, како главно действие, да. И Сиена, да кажеме, како помало градче, помалку познато, да, е место каде што се одржува таа трка без правила, Палио, секоја година 2 пати, еднаш во јули, еднаш во август. Во август е поважната трка. Зошто се вика игра без правила? Затоа што немаат седла, тоест нема ништо со што, еве да кажеме, во случај да паднеш и коњите да поминат преку тебе, се случуваат смртни случаи. Ништо не може да кажеме да те избави од смртта во случај да паднеш, значи во таа смисла е блиску до коридата, меѓутоа многу по-питома игра. Меѓутоа има традиции кои што значи таа трка се одржувала најмалку 500 години документирано, да, секоја година. И единствениот, ако не се лажам, момент кога не се одржувала беше за време на короната и еднаш, ако не се лажам, во време на Втората светска војна или така нешто. Единствено кога е прекинала. Кога не се одржувала, да. Значи во таа смисла е неверојатно интересна приказна, да кажеме, за градот. Сиена исто е град на контради, тоест контрада е место каде што, тоест тоа се мали заедници кои што биле занетчиски гилди и секој градел нешто за битките. Тоест некои биле стрелачи, некои биле обработувале волна за облеката и така натаму и имаат многу силна значи тоа е нешто помеѓу семејство, да кажеме, и поголемото општество, да? Значи еден вид на некрвна врска која што е многу нетипична, да кажеме. Луѓето се оддаваат целосно на контрадата. И секој коњ кој што учествува во таа трка, всушност учествува, ја представува една контрада. Значи, тој што ќе изгуби, тоест вториот, обично го претепуваат, џокејот, што е навистина исто интересна традиција, затоа што е полошо да си второт колку последен. Меѓутоа, тој што е прв е навистина се слави цела година. Значи, се случува само еднаш во годината, и за тоа се подготвуваат цела година. Целата контрада се подготвува за тоа. Значи, нешто многу интересно и во таа смисла ме опфати да го опишам како, да, ете, Сиена, контрада, меѓутоа се уште сето тоа позадина, тие детски игри кои што исто ги спомнав, се позадина на главната приказна. Главната приказна е за време на Палиото во 76. Така. И главната приказна е за тој имигрант кој што од една од тие контради се преселува во Америка и секоја година, да кажеме, се враќа, овој пат за Палиото со поширокото семејство, после долго патување по Медитеранот и да, зошто се вика трезност и лудост во таа смисла, да, значи тоа е приказна за еден неуспешен писател во суштина кој што целиот живот пишувал, меѓутоа не се решавал да издава, да. И сака сепак уште еднаш да проба, да. И се случува тоа во премногу, да кажеме, доцна возраст, да. Главниот херој е тогаш над 70 годишни. Да, значи главниот лик е Да. 74 годишен авантурист, баш ќе кажеме со некоја сентиментална душа и дали бидејќи со Ивана кога ги стававме насловите баш за твоето гостување денес, нели како различните култури и живеалишта влијаат врз творештвото твое, меѓутоа секаде има влијание и вешто ја ставивме темата од живот до страница вистини кои што го инспирираат авторот Жан Илиевски. Дали овој лик е инспириран од реална личност или целосно? Не, од сосема
реална личност. Реална личност. Да не речам од таа која што седи пред вас. Значи, не, кога пишува човек, се разбира се труди да го направи тоа за да се сподели, да? Многумина ќе речат, па само ми тежеше, сакав да го напишам, меѓутоа не сакаш да го оставиш тоа на страна, да? Сакаш да го споделиш во секој случај. Особено ако, например, тоа е она кое што е многу длабоко во тебе. Тоест, јас кога би можел, се разбира, би сакал пред се да бидам писател, а не аналитичар, да? Само нешто те прашам. Значи, опишан како Кюнстел роман, така? Кунст роман. Да, тоа е таков израз, значи тоа е германски израз. Кунст значи уметност. Значи тоа е за животниот пат на еден уметник. Значи практично гледаме роман за созревање на еден уметник, да. Да, така е, да. Ја гледаме таа еволуција постојано или да, значи ајде да кажеме дека во оваа книга јас затоа што станува збор за 70 годишен човек, да, и повеќе, е еден вид на предпоставка како јас би можел да завршам во случај да не правам некаков вид некои чекори, да, кои што сега ги правам. Значи во секој случај не постои сосема измислени ликови, да, тоест секогаш потекнува нешто дури да е дел од себе, така? За Цикца Куку се разбира дека дел од моите стравови за моето мало дете се пресликани во таа книга, така? Сите тие деца кои што ги гледаме во книгите се инспирирани барем до некаде од моите деца, да, и така натаму. Значи тоа се секогаш многу интимни приказни, не е нешто сосема ново од некаде, да. Запишување за своите стравови веројатно едно улеснување од една страна, од друга страна треба храброст. Нели, човек да пишува за своите стравови, ама знаеме дека тоа е едно вистинско ослободување и веројатно поттикнување на различни размислувања кај оние кои што ќе ја читаат. Ќе имаат можност веројатно оние кои што сакаат да ги добијат овие книги, 20 гледачи кои што ги вклучивме, сите останати онаму каде што и ги има. Последната книга е од Антолог, така? Да, значи Цикца Куку е од Антолог, Трезност и лудост е од Полица и се продаваат во Арс Ламина во најмала рака и ако не се лажам во поголемиот број на книжарите во Скопје и во Македонија. Исто така проверив случајно дека ја има и во библиотеките. Повеќето од двете книги ги има во градските библиотеки низ Македонија, така да ги поканувам гледачите да ги прочитаат или да купат или да прочитаат дури од библиотека, да? Да, и еве сега на крајот на нашиот разговор можеби би било логично да те прашаме, бидејќи живееш нели во Берлин, дали размислуваш за превод, за издаваштво таму, за читателска публика токму таму? Да, значи малку се пожалив во врска со шпанските и руските. Да, бидејќи преведувачи тешко се лоцираат. Да, меѓутоа во меѓувреме најдов руски преведувачи и дури и руски агент кој што се застапува сега за мене на рускиот пазар, така да работите се подобруваат и на интернационалниот пазар. Германија е прилично тешка, меѓутоа со оглед на тоа дека живеам таму е многу полесно да се воспостават контакти, да се влезе во таа машинерија. Издаваштвото е навистина многу тешка индустрија, навистина тешка индустрија, една од најтешките можеби за успевање би рекол. Од која причина се инхибирани можеби? Па ми се чини многу голем дел од финансирањето доаѓа од да кажеме државни средства, тие кои што се целосно приватни. Тие се многу внимателни што издаваат. Има премногу локална конкуренција, а пак да не зборуваме и интернационална конкуренција. И името се создава многу споро. Значи почнува се со преведувачот можеби ќе ти го подкаже некој агентот конечно ќе почне да се бори за тебе во индустријата и навистина е тоа еден прилично макотрпен процес и треба човек да биде издржлив, да. Да, за крај само ќе ти посакаме сериозно да имаш прилики и следен пат не оставе толку многу календарски брем години за посетата на Скопје. Мислам дека и ова еве со јавувањата од нашите пријатели и утринци можеби треба да направиш некаква средба со некои читатели. Блиска средба, мислам дека тоа особено ќе ти исполни. Само за крај, како едно збогување, бидејќи спомена некаде за танцувањето танго покрај Шпре, како така баш како кога го кажа, изгледа како некоја сцена од филм. Се надам дека тоа ќе дојде можеби, кога ги опишуваш делата, веднаш некако веројатно Ивана ќе се сложи ги забележуваме веројатно тие филмски екранизирани дела на твоите романи, дај Боже ќе ти го посакаме тоа. Само за крај, ако треба да му дадеш еден литературен жанр на Берлин и Скопје,
кој би бил и зашто? На Берлин литературен жанр? Ако треба да одбереш за Скопје и за Берлин, кратко. Значи, јас самиот пишувам само реалистични приказни, да, и ми се чини и двете би ги, да, кога јас би пишувал, значи, и за едниот и за другиот, тоа би било само реализам. И во таа смисла Берлин може би дури многу поприземен град, би рекол. Ми се чини дека Скопје лесно би можело да стане маркезијанска приказна, би го нарекол, значи магичен реализам во таа насока. Би бил интересен, да. Да. Благодариме, Жан, многу за гостувањето Жан, и за времето и што искористивме можност да бидеш гостин во утринска на Телма пред твојата посета во Скопје. Веруваме почести посети во иднина и се разбира повеќе приказни, успешни, убави, но и дела со кои што можеме и да се пофалиме и да ги понудиме на нашите гледачи. Премиерно интервју ќе заблагодариме на нашата Буга Јаневска која што не спои за да ти денеска да ти имаме на станица на Телма.